Тетовски мајтаплуци е насловот на најновото книжевно дело на тетовецот Веле Коцески. Во книгата на преку 100 страници се прикажани голем број хумористични случаи од секојдневниот живот, напишани на тетовски дијалект, кои авторот ги собирал и запишувал низ текот на годините. Книгата од печат излегла при крајот на претходната година, а како што вели авторот, целта била сите интересни случувања кои му ги пренесувале луѓето од неговото обкружување да бидат сместени на едно место во книга, која ќе биде потсетник на едни убави времиња од минатото. Виновник за ова издание е Драган Јовановски Лјампе, банкарот. Тој ми кажа неколку убави вака догодовштини, да речам, и ја ги немој да ми правиш белефика, морам да ја запишам бисери са. И така континуирано може 50 години ги собирам. Значи, имам и некои татовски изреки, иако има што не са вметнати, мислим, бисери са. Еден од тие што не е вметнат, е за еден стар човек ми каже, на моа што прави комат, да остркаляш од кале, цел ќе остане. Значи, многу убав комат прави. И во оваа прилика многу благодарност до Владо Кочовски и Даниела Петровска, која ми помогна за средујење на текстовите и така. Тука исто да се заблагодарам на сега починатиот академски сликар Ацо, кој ми ја подари, односно ми дозволи да ја вметнам оваа слика, што е најпретпоставливо за тето Два Бреста. Тетовски мајтаплуци не е прво дело на Коцески, од областа на хуморот и сатирата. Зад него стојат стихозбирката Кој е за Остен и афоризмите Коафоризми. Потоа монодрамата Чуекот со две имиња, а има напишано и стихозбирки, бајки и раскази за деца. Следно Коцески најавува издавање на уште едно дело со афоризми и книга од областа на современата поезија. Имам за издавање, како што реков, уште една афоризми ми е спремна и современа поезија, под наслов, под мој терк, ми е спремна. Сега очекувам рецензија да ми прата и да отпечатам. Ми е многу голема желба тоа да излезе. Авторот Веле Коцески е роден во 1950 година. Основно образование завршил во Тетово, а средно училиште и факултет во Скопје. Работел во печатницата Напредок во Тетово, а слободното време и во пензионерските денови го исполнува со пишување.